Почитувани, деновиве сме сведоци на постојани протести на незадоволни работници, кои штрajкуваат поради неисплатени плати и бараат помош од владата. На стотици работници од ОХИС, компанијата им должи 14 неисплатени плати, а премиерот Груевски и неговите министри не сакаат да ги удостојат работниците ниту со средба на која што ги слушнат нивните проблеми. Иако ОХИС е државна компанија и одговорноста на нејзините резултати е кај владата, таа не само што нема слух за проблемите на овие работници, туку и покажува невидена ароганција со тоа што дозволува неспособните менаџери, кои самата ги постави на чело на фабриката, да си делат меѓу себе награди. Во исто време своето незадоволство го изразуваат и стотици работници од ремонт на пруги, компанија која владата во 2008 година ја продаде на сомнителен босански инвеститор, кој ги остави вработените на цедило. И во овој случај владата одбива да ги сослуша и да им помогне на работниците. Ја префала одговорноста меѓу министерствата и се правда дека нема доволно пари во буџетот да се исплатат за останатите плати. Да биде абсурдот поголем, директорот на управата за јавни приходи Горан Трајговски вчера имаше една скандалозна, крајно тоталитаристичка изјава во која како главен аргумент за добрата социјална состојба на граѓаните го издвоил фактот што во Македонија нема социјални штрајкови и јавен израз на незадоволство. Замислете оваа власт, која на секој јавен израз на незадоволство или протест формира контраздруженија и своји владени контрапротести, власта која за прв пат во поновата политичка историја со судска одлука забрани легитимен штрајк на докторите, вчера го достигна врвот на својата ароганција, кога недостатокот од штрајкови и други социјални протести го оправдува со фактот дека во Македонија имало социјална благосостојба. И се тоа се случува додека власта продолжува расипнички да се однесува со народните пари, кога не престанува со целосно небулозните владени кампањи и непродуктивни трошења за споменици и фасади. Малку им беше тоа, па во ова расипничко трошење од вчера повторно на сцена стапија блиските партиски агенции за обезбедување, за кои секоја година ќе се издвојуваат по 120.000 евра за да се заштитат спомениците на Скопје 2014 од народот. Ако владата само за момент запре со своите непродуктивни трошоци, ако барем за малку ги одложи планираните средства за себе промоција, веднаш ќе обезбеди простор за да им помогне на преку 1000 семејства на вработените во ОХИС и ремонт на пруги. За исплата на нивните заостанати плати не се потребни големи парични средства, туку само добра волја од страна на владата која што очигледно ја нема. Благодарам по поведете прашање. Дали присутното престојано што го имаше за некој од нивните ДПА дека се начекор за разминување на предизборната соработка со вас и во исто време изјавата на Руфи Османи како лидер на НДП дека сега дека што нема изгледни шанси да победи градоначелник Албанец и подржи кандидатите на опозицијата, значи дека го менувате вие стратешкиот партнер во албанскиот политички блок, односно Руфи Османи место Нендо. Не. Секоја партија, организација, здружение, поединец е сосема добредојдена во опозицијскиот фронт. Тоа се разбира дека важи за партијата на Руфи Османи. Сега во овој случај, поради веќе остварената соработка што имаме со ДПА, логично би било таа соработка да почне на принципни основи помеѓу ДПА и Руфи Османи. Тоа е принцип кој го имаме договорено ние при соработката со ДПА и од тој принцип нема да стапиме. Тоа значи дека останувате во соработка со ДПА? Да. Од ДПА има некои информации дека се тие незадоволни наводно од риториката на Социјалдемократскиот сојуз, од тоа што бил настапот на седмицата за интерпелација, не открива докрај дали имало навестуваат и можна средба помеѓу Црвенковски и Тачи. Имате ли вие такви информации дека воопшто може да се растури оваа соработка и дали има таква средба? Реков дека не, до сега немало средба, не исклучувам во скора еднина да има некоја средба на ниво на председатели или на друго ниво. А во рамките на опозицијскиот фронт дали е веќе направен договор со коалицијските партнери околу распределбата на местата што ги добиваат за локалните избори како кандидати за градоначалници? Деломно е направен, не е до крај финализиран тој договор. Но го правим и тие преговори или постапка оди добро. До кога прилика имате некој термин? Па немаме рок, ќе зависи од динамиката што ние се поставиме. Благодарам. А колку е точно дека немате кандидати за Скопје? Не е никако точно. Кандидатот за Скопје и за општините, скопските општини ќе ги промовираме на големиот скопски митинг на 28 октомври. Благодарам.